За сега ќе нема 1 час плюс ефтина струја преку ден. Регулаторната комисија ја завршила анализата. Според нивните пресметки, доколку се зголеми времетрењето на дневната ефтина тарифа, која сега е од 13 до 15 часот, тогаш ноќната ќе треба да се скрати, па наместо од 22 часот, ќе почнува од полноќ. Затоа тарифите остануваат по старо. Доколку се воведува ефтина тарифа во текот на денот, кога си најниски цените на пазарот, да, може да се воведе, но исто така по 22 часот имаме екстремно високи цени. Значи, доколку нешто се воведе во текот на денот, тогаш ефтината тарифа не би започнувала од 22 часот, туку би започнала од 00. Значи, станува збор веќе за навики кај домаќинствата, така да ќе видиме во наредниот период што ќе превземеме по ова прашање. Бислимовски денеска кажа дека од нова година цената за пренос на електрична енергија се намалува за 2,67%, на операторот за 3,4%, а за дистрибуција се намалува за 3,64%. Влијанието врз крајната цена што ќе ја плаќаат домаќинствата е околу 1%. Овие одлуки обезбедуваат компаниите да си ги покријат своите трошоци, да ги реализираат одобрените инвестиции, исто така и да се ги покријат трошоците за набавка на загуби на електрична енергија во соодветната мрежа. Сега Ивана ќе треба да направи пресметка за крајната цена и да ја достави на проверка во регулаторна. Минатата недела, државната ЕСМ му понуди на Евана Хоум за околу 5% поскапа струја. Наместо сегашните 62 евра, произведената електрична енергија ќе ја продаваат по 65 евра за мегават час. Од оваа цена најмногу зависи колкави ќе ни бидат сметките од 1 јануари. Новата цена ќе важи во текот на целата 2026. Мартин Арсов, Сител телевизија.